Еј, и ти ли вака? Која е веројатноста, човече? Изгледаш минкеркава незезна. Океј, имаме иста маска. Да се договориме за вечер да не искочиме на исто место за маскетбол. Ке изгледаме како Арчи Бенд. Него што со овие цехови што сте ги направиле? Какви се овие работи? Не сме ние некое министерство, бе, луѓе? Шо сум изела еден сендвич со лосос, салата, рукола, пар пути на наша сметка и тоа е. Па новинар сум, морам да пазам на фигура. Денел, што ги кажеш у своја одбрана? Шо да кажам, бе, шефе? Не гледаш колку сум ослабен? На хроно сум. Па кошта хелдино брашно, па јајца, па... Еве си ми стипса толку, претимиш. Дечки, бе, 1 април е, малку да се нашалиме. Него, што ќе фаќате недолава? Ја ке фатам палачинки, ама посни. Ја фатив едно пиленце, сорис. Мене ми се пријаде. Ајде да си нарачаме нешто, а? И пуштај шпица. Лека ноќ, вие гледате вчерашни новости. Јас сум Јелена Александар и одовде секоја недела ве носиме чекор за ците. Лека ноќ и од мене. Денес е 1 април, празникот на шегата што сите го славиме кажувајки по некој виц. За таа цел предлагам... За таа цел, пред да видиме кои се настаните на неделата, да ве потсетам дека можете да не гледате и во живо на Facebook. Останете со нас, еве што следува. Неверојатно, граѓанска иницијатива оброк за секој министар. Откриваме како е да се биде аналитичар од калибарот на Мартин 99. Ексклузивно, кој е соговорникот на Ланчо Пашазотов. Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација ComPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. ComPay, твојот мобилен паричник. Проширете ги хоризонтите. Искористете секоја пречка за поголем залет и продолжете каде што другите застануваат. Нова SUV кама на Peugeot. Далеку пред сите. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Биотеа, инспирирани од природата. Први април е голема радост за децата и газдите на кафулињата. А богами за оние кои сакаат да се маскираат. Но најчесто во недостаток на инспирација и време, постојано ги гледаме истите маски, секоја година. Затоа вчерашни анализира кои маски ќе ги гледаме и оваа година. Дейвид Боуви. По неговата смрт, маскирањето во Боуви порасна за неверојатни 1724%. Оваа година бидете спремни да се изнагледате луѓе со громче преку окото, а не се од громна Стевчо. Луѓе со завој преку очите, а се маскирани во обични граѓани на Република Македонија. И сите варијации на маски од долгогодишната кариера на шминкање на Боуви. Војник. Ова е шансата за многумина да излезат по клубови во облеката што ја носат за на риби. Маската е едноставна. Само облекуваш маскирни комбинизонки и чизми. И единствен допир со оружје ти бил Counter-Strike. Секси медицинска сестра. Лудилото дека не видиш уште 27 секси медицински сестри во кафичот и почнеш да се чувствуваш како да си на годишно собрание на Синдикатот на медицинските сестри и помошниот медицински персонал на Република Македонија. Секси ѓаволица. На облеката што ја носи додава само рогови кои трепкаат,
од 150 денари. Политичар. Можеби најнеинвентивната маска заедно со кис. Обично овие шегаджи принтаат лик од некој политичар на А4 формат во црно-бело и го прицврстуваат со помош на ластик. А сега одиме со владиното соопштение за јавноста во форма на видео, чија цел е информирање на граѓаните за одлуките кои се носат на седниците на владата. Здраво од Твитерџи, пред малку заврши 61-та владина седница, информацијата за... Се извинуваме, тоа е грешното видео, одиме со оригиналното обраќање од портпаролот на владата на Република Македонија. Здраво од Твитерџи, значи пред малку заврши 61-та владина седница на која владата одлучува останатите одлуки пак ја издвојуваме. Исклучително важна за оваа денешна седница е она за а нели се со цел поголема транспарентност. Денеска исто така го усвоивме исклучително важниот документ. А всушност, нели, целта на сиве овие одлуки е кои ги донесовме денеска, всушност е и транспарентноста. Горе-доле тоа е се за денеска, се гледаме ние во некоја наредна седница. Чао, Твитерџи. Сите патишта водат во Рим. Можеби, но не и ако сте македонски политичар. За нив сите патишта водат во Виена и Беч. Така беше и за време на фамозниот 27 април, кога едно непознато лице и неговиот телохранител од Виена командуваа со крвавиот четврток. Така и денес, кога две добро познати лица, именјаците Н.Д и Н.К, се сретнаа да си раскажат што им се случило изминативе 5 дена од кога се немаат видено. И додека Н.Г и неговиот телохранител веќе подолго време не биле во Виена, лицата Н.Д и Н.К уживале во гастрономската понуда на градот. Од бечки извори дознаваме дека во еден од рестораните на масата било сервирано сложено мени со повеќе имиња на специјалитети од интернационалната кујна. Немаме информации дали секој нарачувал според свој вкус или нашле заемно прифатлива порција. Министерството за надворешни работи минатата недела донесе одлука да протере еден дипломат на Руската Федерација во Македонија заради случајот Скрипал. Вчерашни истражуваше какви последици ќе предизвика протерувањето на рускиот дипломат од Македонија во овој предвеликденски период. Ланчо е на терен со својот ексклузивен соговорник. Да, така е, студио почнуваат подготовките за Великден, а кај нас ниеден празник не може да помине без неа. Разговараме токму со таа особа. Како сте, господјо? Знам дека имате уште неколку сати рок пред да си заминете. Знам, огромна е честа да ги издвоите последните сати со нас. Благодаря за поканата, Ланчо, но не можам да ви кажам добро ве најдов, си заминувам. Да, зошто? Објаснете ми, што се случи? Што? Значи, што е проблемот? Можеш да ми кажеш, мене слободно. Бе ми извади од менито. Многу ситно сум дробела, многу сум била измешана, мајонезот не чинел на топло. Што све измислија? Значи, не смееш тоа да го сваќаш лично. Значи, не смееш тоа да го сваќаш лично ни под услов, ни под разно. Ланчо. Па како да не го сватам лично? Ме има ли во менито? Ланчо? Ме има ли во менито? Знам, може би не е фер. Ама мора едно да разбереш, тоа е политика. Значи, сега се очекува нешто свежо, пролете, сега се јаде марула, патлиџан. Патлиџан марула, па тоа не се живее од патлиџан марула. Таа Тереза мимоза да не е подобра од мене случајно. Значи, знам. Што знаеш патлиџан марула? Еве, ти кажувам дека ти си најдобра. Фала. Ама мораш да се смириш и мораш да разбереш дека такво е времето. Значи, јајца се во прашање. Мора кура да мисли на нив, знаеш ли колку време му се варат јајцата. Што да прави? Да бе, све некои оправдувања, после бутате руски уфаца брковите у мајонез. Поверувај ми, ќе се вратат. Луѓето ќе се вратат на тебе, секогаш ќе те јадат. Викаш ќе им текне на мене пак?
Еве, мене ми текна во момент. Разбери едно. Морам да ти го кажам ова качушка. Да. Ние. Да. Тој да се случи. Секогаш тајно ќе те јадеме, да знаеш. Лапни ме. Късни си. Фала ти. Да живее Русија, да Прекрасно. живее Путин, Руската федерација, сите републиките бившите руски, што беа, што ќе ги вратиме. Шофер, мора побрзаме, значи ќе заврши акцијата, мора брзо како тигри да биде. А сега предлагам малку да здивнеме од тешките политичко-обштествени, економско-социјални, здравствено-стопанско-синдикални теми и да се префрлиме на новости од естрадата. Никола Митревски Колјо, познат скопски уличен перформансер и екзибиционист, решил да пропее и се пријавил на аудицијата во ПС Кисела вода, пошто, откако ги задоволил трагачите на нови звезди, бил одведен во ИЗ Шуто Ризари. Тој се очекува да ја отпее песната за 27 април. Но тоа не е се. Ловците на таленти сега трагаат и по Александар Василевски Нинджа, со намера да го убедат и тој да пропее. Доколку се обезбедат доволно пеачи, не е исклучено групата да настапи во хор. Сите знаеме дека Македонија е земја на аналитичари, но малкумина знаат дека да се биде добар аналитичар воопшто не е едноставно. Со нас е политичкиот коментатор, аналитичар и дебатер, колегата Мартин 99. Мартин, ти си домаќин тука, па нема да ти велам добре дојде. Така е, Елена, јас секога се чувствувам многу убаво во нашето студио, а поготово кога сум покрај тебе. Ти благодарам. Добро да не те задржуваме, знам дека си во истражувачко-аналитичка фаза од животот, па кажи ни како изгледа еден ден на еден македонски аналитичар? Па вака сега, видете, за да може да се коментираат актуелните политички состојби, клучно е да се поседуваат информации од неколку различни извори. Абе нема народ пари бе, комши. Нема кеш флоу. Се е исто, ништо не се дешава. Нека не лажат бе, знаеме сите што е работа, сакат без да ги бутнат се унатре и да им дадат Министерство за правда или Министерство за образование. Така. И што правиме бе джиги со прогресивниот персонален данок? Потоа веќе полека се спремам за емисијата и нели за студиото. И по пат на кај емисија почнувам да се фокусирам на настапот, ја срочувам во глава нели таа цела анализа, се концентрирам, да кажам. И добро колата да не го продаваш бе? Не бе, фамилиарната ми ова, не ми е за продавање. И за името вика не е за продавање, пак гледаш што го направија. Него шо браш ти тука бе, не порамковен нешто не те викна на работа. Каков рамковен пати, како мене не ме интересира политика. Кај ти гледаш што прави бе твој данок, прогресивен данок 18% ќе уведува. Што е тоа бе се? И што е што е? Зошто се плаќа данок? Јас знам да плаќам, али да ти дава нешто. Што ми дава он? Здравство катастрофа, школско ужас, со патишта, матишта. Што е? Нека ми го зголеми данокот, али нека ми дава некоја услуга плюс, ме разбираш? Значи не е добро, викаш? Не е добро. Ке видиш, еве. И така што, еве ме сега овде. Денот ми обично ми завршува со дебатна емисија каде што разменуваме мислења и анализи. Така, Мартин, ти благодарам за ова опсежна анализа базирана на сигурни извори. Ти благодарам и тебе, Елена. Тебе, Ацо. Сега, пошто прилогов нешто не ми беше пресмешен, може ли јас да кажам еден виц? Може, после од јавната шпица. Останете со нас. А сега следуваат некнешни новости. Во само минута и кусур ја гледаме Маја. Некнешниве новости ова недола се поврзани со странски државјани кои сме ги имале во Македонија, а сме немале поим. Така, например, да не викнеше јапонецот балетан, дека нема тоалетна и леп, немаше да знаеме дека сме ангажирале еминентен балетан од земјата на Изгреди сонцето. Па во земјата на Изгреди сонцето такви се работите. Ќе си почека за плата. Не е ни прв ни последен што му дужат оттаму, нели? Ќе го научи вицот како да преживее со една плата минимум 2 месеци, ама како го прелажале да дојди до овде, тоа само да ми се објасни, ќе е добро. Џабе се надевавме дека ќе имаме кандидат за Оскар за најдобра фикција, монтажа или барем за документарец. Подкуп не го емитуваа, не знаеме зошто. Заради подкуп ли беше, заради авторски права ли беше, заради хонорари или неисплатени, ради не знам шо, ама за џабе се изначекавме. Инаку денес е 1 април, ден на шегата, ама тоа што на Охридско езеро му е дојдено преку глава и се излива, не е шега. Земајте те и вречите со песок. И наредете ги кај што треба. Не се за крадење и дома за носење. Ко пред некоја година за против поплаве се, зашто инаку ќе се удајте. Тоа важи за цело крајбрежје, не само за Охрид.
Доживејте го хоризонтот како појдовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете каде што другите застануваат. Нова SUV гама на Peugeot, далеку пред сите. Децава се зафатени, никако да ги видам, а не можам ни внуците да си ги гушнам. За да ги соберам сите, ќе го употреба моето тајно оружје. Кога ги гледам вака сите заедно, душата ми се полни со милина. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Добар ден, повелете. Едно макијато за носење. Кеш или картичка? Со картичка. Повеќе не мора да носиш паричник со себе. Со новата апликација CompPay на Комерцијална банка, твојата Mastercard картичка ја имаш секогаш во твојот смартфон. Симни ја бесплатно од Google Play и искористи го промотивниот период за бесплатна дигитализација на 2 Mastercard картички. CompPay, твојот мобилен паричник. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Ова не е првоаприлски виц, окејци? Изминатава седмица, пензионер од Скопје добил налог за извршување во износ од 12.439 денари за долг од само 1 денар, кој го имал кон снабдувачот со топлинска енергија. Вчерашни истражуваше зошто е толку голем износот на долгот. За да се стигне до сумата од 12.439 денари, државните апарати пресметале 277 денари на име администрирање, 4.182 денари за извршни дејства, 400 денари за награда, 875 денари на име ДДВ, 240 денари за материјални трошоци, 1534 денари за адвокатски трошоци. Нова се додава и камата во износ од 722 денари. Но јавноста е незадоволна од висината на долгот и прашува зошто инволвираните во наплатата на овој огромен и штетен долг за македонската економија застанале таму. Каде се 3000 денари од карти? 4528 денари да си купат карактер, 9875 денари да си нарачаат душа и 23.500 денари за авионски билети за да може да отидат у 3 лепе материне. А во четвртокот во Собранието, како и секој последен четврток во месецот, се одржа седница за пратенички прашања. Да видиме како помина тој квиз. СДСМ го прашва СДСМ, словенска антитеза во Собранието, како во недобрите денои на ВМРО ДПМНЕ. На острите прашања поставени од страна на СДСМ, остро одговараа и министрите на СДСМ, со што Собранието се претвори во прав храм на демократијата, а се подели и по некој случаен лекарски совет. По една единица на алгинч или диапазам, диазапам. Високите сметки, цехови, трошкови, рачуни и есапи на министрите за услуги во ресторани и сместување во странство ја шокираа јавноста и ги разгневија граѓаните. Сепак на повидок една иницијатива која може да им стави крај на овие трошоци за министерски ручеци и вечери по ресторани, кои секако на крајот ги плаќаме ние, граѓаните. Јели Салфета ги има деталите за оваа иницијатива. Мали, ај со ред полека, еден по еден и припази на макароните, молим те само. Ајде. Така е, студио. Се наоѓаме на хуманитарната акција оброк за секој министар, која што е во организација на овој господин до мене, господинот Миомир Алексов. Господине, од каде идејата? Од животот, од каде идејата. Секој у себе има људско биче што го крие, сакал некој кога тогаш излага. Замисли са, јели Салфета, вас да ве го одземе некој кавијарот, како би било? Мислам, незамисливо, така, не ни сакате да помислите. Не.
Затоа нашата акција се занимава со подршка за министрите на начин кој граѓаните готват, значи приготвуваат топол оброк, на тој начин јели салфетка, министрите сити, парите на број, како вика таа стара. И ова е добро уствари. Министрите сити, парите на број, ова за на Твитер. Добра, после да доправиме. Не, сега, чекај. Те молам да допремем и одзимаш време. Извини. Кажете ми кој се може да се вклучи во акцијата? Секој оној кој сака да помогне, нели? Сега нема, бифтек нема, срнечко тоа е, народов толку може да подуди. Ви благодарам, а сега ќе имаме можност да поразговараме со една од госпогите која што е директно вклучена во оброк за секој министер. Што направи, Мики? Собра, па нема луѓе веш. А макароните кај ти се? Што мислите вие, бе? Дојди тука, застани лабаво, министри треба да се ранат таму, бе. Дали сте нормални? Зборуваме со госпоѓа Мара од Драчево, која што е директно вклучена во акцијата. Кажете ми зошто се одлучивте да готвите за министрите? Строго од патриотски причини. Значи, оно одење, јадење само по кафани, на ништо не личи. Пржено, печено, аби мора малце супа, нешто течно, манџиче, лајца да заигра, па треба да се мисли на здравието нивно. Шо ако ги изгубиме после, шо ќе се чудиме, што ќе правиме без нив? Баш ке се чудиме. Што готвите денес? Разбрав дека денеска во економија имало некоја делегација од Кина. Шарко! И барав малце на интернет и најдов еден кинески рецепт цоривче. Шарко! Многу Маро, кај е кучето, ма? Ај сега вие бегајте, кавгачи има, оти овој мојов ич не е патриот ко мене. Ајде. Во овој прилог не беше повредено ниту едно куче. А сега со линк се селиме кај Триумфалната капија во Скопје да го погледнеме бројчаникот што го постави владата, кој секојдневно регистрира колку од украдените пари се вратени во државниот буџет. Конечно да кажеш добра смешка, Александар. Бројчаникот воопшто не постои. А вие останете со нас. Во нашата редакција од анонимен и неофицијален извор пристигна информација за долго планирана полициска акција под кодно име кое се уште не смееме да го откриеме. Акција спроведена со највисоки безбедносни мерки. Во моментов се селиме кај нашиот Ланчо Пашазотов кој е на лице место од оваа тешка и тајна полициска операција. Да, така е, студио се наоѓаме во сред акција каде што Алфа и Буби се веќе некаде во близина. Врската со нив во акцијата ќе имаме преку ова токи-воки, а и ќе пратиме еден од камерманите да ја следи целата акција во живо, нели, затоа што многу е полесно да изгубиш еден камерман, него да изгубиш еден реномиран новинар каков што сум јас. Јас имав понуди за CNN и BBC, но тоа во некоја следна епизода. Прием, дали се слушаме, Алфа, прием? Само грлица се слушаме. Да, се слушаме, тоа е добро. Како иде, дали е све чисто? Приема, дали е чисто, Боби? Па, чисто е, релативно чисто. Гледа, ова чистачка за чисто. Смешка, джандарска. Како се одвива акцијата? Прием акцијата се одвива непречено, значи ја гледам се некои пензионери и достављачи, да пуштај го камерманот, наому нема време. Да, може да го пуштаме камерманот. Другиот камерман нели иде сега во моментов заедно со Алфа и со Буби и тие треба да се па еве ги. Мора побрзаме, значи ќе заврши акцијата, мора брзо како тигри да биде. Полека бе, Буби, значи од кај тигри ти на тигар ли личиш? Избери си некој друго живе, па како тигри. Да, не личам, да. Остато, значи, 3-2-1 екшен го ќе влагам. Екшен бе, да. Знаеш што е екшен на енглески? Екшен. Ајде бе, Буби. Акција? Браво, значи, за овие со курс многу си напрем. Пај се, 3-2 екшен. Полека, Буби, само немој насилно. Како реговме, софт, што беше софт на англиски? Софт, меко. Полек, Тачно, да. Полек, меко. Дечко, зашо буташ бе така унат? Еве, корпа земи, бе. Ајде малце воспитајте се, бе. 21 век е, стај си ги работи туну, па за тоа е корпа да навлезе. Ај. Срамота. И ајде, немам цел ден. Еве ги баци тие се. Да, бе, да, тие се, ќе да тони батаци. Ајде, брчи. Ова ти е многу добро. Ставаш на компирче, нас, разбираш? Мала рука, бе, Буби, значи ова е. Кај мачи исто така. Добар ден. Добар ден. Се, Буби, едно кажи.
Дали си сега реди да екзекутираш до крај акцијава? Што реди бе, шефе, наредено си е све што реди да. Боби, реди на енглески шо е, знаеш? Спремен ме, Боби, да платиш, дали си спремен? О, извини. Да, тачно да. Извинете, мислам. Така е, да. Курсот го уништи, значи од него ќе биде нешто, ама се случи. Да. Фала и многу. Фала и многу, баш те... Да. Чао, чао. Еве ги тука се. Дали има повредени? Дали е се во ред? Како заврши акцијата? Не, значи акцијата се одвиваше непречено. Според планираното, точно во 16 часот да завршиме, 15:57 од планирање до екзекуција со буби на каса за оваа неверојатна акција бевме готови. Еве го бац. Батак. Неверојатно, 3+7 батачиња. Ова, отвори го, наскара сте го, фурна сте го. Кај сега сте го, дечко? Мискет. Што правиш бе? На тебе кеса, што се правиш типста? Ајде брчи. Ја мислев дека нешто ќе апсиме некого ќе на Што мислиш бе, човече, ајде, да после полиција да мисли да действува? Студио? Јелена, што е следно во вчерашни? Ха. Цепки си, Јацо. Следува Ведермен. Време е да сменат, начин да го кренат, нивото на култура помагајќи ја уметничката фела, зборувам за цела. Сцена јадат сатар, финансирани од власта, Кокумановски театар, значи ништо. И доста со приказките, совршен ден е денес, да им паднат маските, има и во свеста некад, не е се во страстите, место лаги априлски сакам промена да почастите, Ведермен. Тука некаде започнуваме со вчерашни. Како и вообичаено, се што пропуштивте, може да го надоместите уште вечерва на YouTube. Јелена, мислам дека сега сме чекор за сите. Така е, Александар. Со нас се гледате следната недела во специјалното велигденско издание. Веднаш по вечерните вести на Телма во 19 часот и 10 минути. Добро утро. Добро утро и од мене.